Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот. Во него ќе гледате: мора да се подобри женското предприемништво. Започнува кампањата Ментално здравје. ВМРО ДПМН е со иницијатива за подостапни советници. За развој на женското предприемништво неопходна е поддршка од институциите, но и едукација, истакнаа од Националната платформа за женско предприемништво на денешниот настан во Куманово, при што беше истакнато дека дејноста, како и останатите, е значајно погодена од економската криза. Особено внимание треба да се посвети на жените од руралните средини, кои можат да отворат своји бизниси. Економската криза дополнително го кочи женското предприемништво, кој и претходните години беше во лоша состојба. Велат од Националната платформа за женско предприемништво, кои изработија стратегија за економско јакнење на жената. Неопходна е поголема поддршка од државата, но и едукација, за да се зголеми бројот на жени собственици на бизнис. Жените предприемачки, за жал, во минатите неколку години назадуваат. И тоа се гледа и во обртот, тоа се гледа и во бројот на вработени, меѓутоа многу тажно е кога ќе ги видиме бројките на новоотворени компании и на затворени компании, бидејќи бројките на затворени компании се повеќе отколку бројките на новоотворени компании. Токму затоа ние работиме на темата женско предприемништво преку Националната платформа за женско предприемништво, која што е продолжение на Националната стратегија за женско предприемништво. Националната платформа за женско предприемништво е проект кој што е финансиран од Европската унија и го работиме ние како Сдружение на бизнис жени, Фондација за менеджмент и индустријско истражување, како и Сојузот на стопански комори. Она што го работиме е пренесување на информациите и на знаењето од Националната стратегија за женско предприемништво од национално ниво на локално ниво. Зошто? Затоа што било кој документ кој што го имаме, кој што постои, доколку остане на национално ниво и не го пренесеме на локално ниво и не се работи со жените на терен, нема да ја зајакнеме економијата, ниту пак женското предприемништво. Со самото тоа знаеме дека се уште ќе останеме во оние посиромашните заедници и нема да имаме напредок. Токму затоа ние работиме на терен за да го направиме првиот чекор на подобрување на женското предприемништво. Особено внимание треба да се посвети на жените од руралните средини да бидат информирани за можностите кои што им се нудат. Жените се еден голем потенцијал кој треба да се искористи, да се јакнат, да им се даде самодоверба, затоа што уште се под влијание на социјалните и културните фактори, што малку ја притискаат. Значи, што треба? Треба едукација за стекнување на специфични способности и знаења, понатаму треба финансии, треба да се јакне самодовербата преку обуки и нормално техничка помош, како би можела да стекне самодоверба, да направи свој бизнис. На жените од рурални средини повеќе информации во помали места, видовме дека многу малку информации имаат за тоа што можат и што им се нуди. Значи, повеќе едукација во секој случај и секако на жените земјоделки да им се даде помош да отворат свое стопанство, нели, да бидат носители на своје име, да отворат земјоделие. Со тоа жените ќе зајакнат и понатаму ќе се развие економијата, ќе си го развијат нормално семејството и ќе вработуваат повеќе, не само што ќе бидат успешни, туку и ќе отворат нови работни места. Од Центарот за вработување во Куманово посочуваат дека жените активно учествуваат на пазарот на труд. Од вкупно 12.077 активни баратели на работа, 6.421 се жени активни баратели на работа, што укажува дека жените со 53% учествуваат на пазарот на труд, активно учествуваат на пазарот на труд. Од оваа бројка, согласно квалификационата структура, од 728 невработени лица со високо образование, 500 се жени, значи 68,7% од лицата кои што имаат завршено високо образование се жени. Учеството на жената на пазарот на труд, односно во реализација на оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги, во 2021
2022 година до овој момент е 53,8%, значи 53,8% учеството на жената во реализација на оперативниот план, додека пак во учеството на програмата за самовработување 37,7% учество на жената во реализација на програмата за самовработување. И таму кај што се смета дека жената можеби нема физичка можност да одговори на одреден предизвик, шефот на обезбедувањето во општина Куманово е жена. Денеска жена можете да видите како вози автобус. Пред неколку дена слушав и читав надпис дека имаме жена која што управува со тешко товарно возило, патува и дома, носи стоки и во странство, што значи, ете, на дело ги кршиме тие бариери. Мене особено ми е битно и како градоначалник, но пред се како граѓанин, кој што без разлика што е маж, но сепак без жена не може да биде успешен, да ние сме можеби токму градот кај што денеска се одржува овој форум, со задоволство го отварам истиот и воедно се заблагодарувам на сите вас кои што се вложивте истиот да биде организиран. Повеќето од секторите во општина Куманово, како и основни и средни училишта, успешно ги менаџираат жени. МВР информира дека вчера во полициската станица Куманово бил извршен службен разговор со 11 лица од општина Липково во врска со физичка пресметка, што се случила околу 13 часот и 15 минути во спортската сала на средното општинско училиште Перо Наков, по завршување на фудбалскиот натпревар помеѓу ученици од две средни училишта од општина Липково и општина Куманово. Според пријавеното, физичката пресметка започнала по завршување на натпреварот помеѓу членови на двете екипи, пошто се вклучиле и повеќе лица од публиката. СВР Куманово презема мерки за расчистување на случајот, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. Планот за поголема достапност на советниците кон граѓаните, изработен од советниците на ВМРО, ДПМН и коалицијата, веќе е доставен до надлежните и се очекува негово одобрување за имплементација. Координаторката на советничката група Елена Доцевска-Божиновска смета: кумановци заслужуваат безусловно достапни, посветени и непосредни советници. Советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата го достави планот за поголема достапност на советниците и отвореност на Советот кон граѓаните на Куманово до председателот на Советот, до сите советници и до секретарот на општината. Координаторката на советничката група Елена Доцевска-Божиновска вели дека планот е изработен пред се заради потребата од нови стандарди во комуникацијата на советниците со граѓаните, кои што треба да бидат достапни, посветени и непосредни советници, кои ќе покажат интерес за сите проблеми и нивно решавање. Доколку добие зелено светло од надлежните, првата фаза од планот би почнала да се имплементира од јануари следната година. Редовни средби со таргет групи, активирање и промовирање на Е-совет, редовни посети од советниците на местни и урбани заедници се само дел од активностите предвидени во првата фаза. Сметаме дека е неопходно промена да се направи, напредување токму на таа комуникација на советниците кон граѓаните и сметаме дека е потребен еден поинаков пристап, дека се потребни повисоки, би кажала, стандарди во таа комуникација. Сметаме дека секој повик заслужува одговор, дека секое прашање со граѓаните заслужува одговор, дека секој дел од Куманово треба да биде посетен редовно од советниците и дека се потребни поголеми заложби и волја за решавање на одделни проблеми. Планот го концепиравме во две фази, со тоа што првата фаза е предвидена со активности чекори кои што може да се реализираат во краток рок, во смисла да се направат подготовки наредните 60 на дена, а веќе да почне со имплементирање од јануари 2023 година. Сметаме дека сите ресурси кои што им се ставени на располагање на советниците од општина Куманово треба да бидат ставени во функција на извршување на нивната функција. Кога го кажам тоа, сметам дека телефоните кои што
ги плаќа општината, претплатата телефонска што ја плаќа општината за телефоните на советниците, тие се службени, меѓутоа не се објавени, да речеме, и достапни за сограѓаните. Сметаме дека телефонските броеви треба да бидат и јавни и достапни до секој граѓанин. Сметаме и предлагаме активни мејлови на советниците да бидат достапни до јавноста и до сограѓаните. Предлагам исто така во првата фаза редовни средби со таргет групи во зависност од тоа кои актуелни прашања ги имаме тој месец за решавање и на дневен ред на некоја од седниците. Во смисла средби со таксисти, средби со пензионери, со спортисти, со гостители, така натаму и така натаму, а со цел да ги слушнеме и нивните, како засегнати страни, и нивните укажувања, нивните забелешки во однос на прашањето што го решаваме. Предлагаме материјалите кои што сега пред седница ги добиваме само ние советниците и не се достапни до граѓаните, не се достапни до вас медиумите, дека е сериозен пропуст и проблем, и предлагаме материјалите да бидат достапни на официјалната страница на општината, како би можело секој да има пристап, доколку има предлог, доколку има сугестија, значи пред да пристапиме до одлучување и решавање по тие прашања, да има можност да ни укаже. Предлагаме и така наречен мој советник, тоа би било 6-месечна статистичка анализа, која што ќе анализира, односно ќе ги укаже на сите активности на секој советник, и таа анализа 6-месечна исто така би била објавена на официјалниот сајт на општината. Доцевска Божиновска посочува дека втората фаза би се имплементирала доколку обезбедат средства од организации кои што работат на проекти за поголема транспарентност и зајакнување на демократскиот капацитет на институциите. А втората фаза опфаќа, односно предлагаме во нејзе да бидат снимани и да има пренос и од комисии, односно седници на комисии, да не биде како сега само од седница на совет, бидејќи на многу голем дел од комисиите се води многу пожестока и многу поплодна дебата, а тоа не е видливо за нашите сограѓани. Во втората фаза предвидуваме и воведување на оделение за истражување и анализа за потребите на советниците. Во изминатите месеци тоа се виде како неопходност. Предлагаме воведување на оделение кое што ќе биде за соработка со ЗЕЛС и со советите на другите општини, а со цел размена на искуства по значајни и актуелни прашања, и предлагаме отварање на канцеларија за контакт на граѓаните со советниците, каде што ќе може да дојдат да запишеме нивни проблеми и така натаму. Сметаме дека советникот не треба да биде само гласачко тело, дека советникот е гласот на сограѓаните, дека е представник и заштитник на нивните интереси, така треба и да делува. И сметаме дека кумановци заслужуваат безусловно достапни и посветени и непосредни советници. Советничката група на ВМРО ДПМН очекува што поскора координација на која што би се дебатирало за планот, но и негово прифаќање од сите советнички групи и имплементација. Полициски службеници од СВР Куманово вчера лишиле од слобода 48 годишен кумановец. Тој се сомничи дека откако пронашол платежна картичка на 40 годишна жена од Куманово, од неа извршил повеќе нелегални трансакции во вредност од околу 230.000 денари. Платежната картичка била пронајдена и вратена на собственичката. Лицето било задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, соопшти МВР. Во Кумановско Агино село, по укажување од страна на директорот на Државниот инспекторат за животна средина за запален комунален отпад, измешан со отпадна гума, направен е заеднички увид со раководителот на Општинскиот инспекторат Куманово. Повикана е и противпожарна единица. Информираат надлежните. Во населбата Тоде Мендол при заеднички увид на Државниот инспекторат за животна средина при општината затекнато е физичко лице како пали комунален и земјоделски отпад. Направен е записник за констатација од страна на раководителот на Општинскиот инспекторат Куманово и истиот ќе постапува по предметот во инспекцијска постапка согласно надлежноста. Психолозите од Кумановската болница во наредниот период ќе ги посетат сите средни училишта во градот и со средношколците ќе разговараат за значењето на менталното здравје. Активностите се дел од кампањата за ментално здравје.
Психолозите од јавната здравствена установа Општа болница Куманово почнуваат кампања со низа интерактивни работилници на темата ментално здравје, соопштија од болницата. Психолозите ќе ги посетат сите средни училишта во градот и со средношколците ќе разговараат за значењето на менталното здравје, како да се грижат да израснат во здрави личности. Целта на оваа кампања посветена на менталното здравје е да им овозможи на младите навремено препознавање на психичките тешкоти и навремено да побараат стручна помош и поддршка. Психолозите велат дека постои стигма за посета на психолог во здравствени установи и токму поради тоа тие ќе ги посетат младите во училиштата. Според психологот Билјана Ивановска, свесни сме за значењето на физичкото здравје, но сепак треба да се истакне дека менталното здравје е составен дел од физичкото, односно важно и двете да ги одржуваме во кондиција. Менталното здравје е еден од приоритетите на јавното здравје, бидејќи директно влијае на целокупното живење во однос на здравствената, социјалната и економската смисла. Ивановска потенцира дека ерата која наметнува низа асоцијални однесувања, вклучувајќи сајбер насилство, вербално и физичко насилство, ги засега младите животи, а нивна должност е да се посветат на целокупниот психофизички развој на младината, за да може да ги развијат своите потенцијали, да бидат продуктивни и да придонесат на заедницата во која што живеат, негувајќи позитивни вредности. Според Светската здравствена организација, дефиниција за здравјето не е само отсуство на болест, туку е комплетна физичка, ментална и социјална благосостојба. И покрај тоа што во светот 10 октомври се одбележува како интернационален ден на менталното здравје, грижата за менталното здравје е секојдневна, истакнуваат кумановските психолози. Кумановските пожарникари во текот на изминатиот ден имале 2 интервенции, пренесува регионалниот центар за управување со кризи. Првата била на запален смет и сува трева на улицата Доне Божинов. Пожарникарите гаснеле сува трева и во Агино село. Изминатото деноноќие во Старо Нагоричане не се регистрирани интервенции. Во продолжение вести од Македонија. Владата ги замрзна цените на огревното дрво, дапи од бука и пелети за огрев, соопшти од прес-службата по завршување на седницата. Одредена е највисока цена за 1 метар кубен дрво и килограм пелети и одлуката за замрзнување на цените ќе трае до крајот на годината. Највисоката цена на огревното дрво се утврдува во висина од 4500 денари за метар просторен, односно до 6429 денари за метар кубен. Највисоката цена на пелетите за огрев се утврдува во висина од 27 денари за 1 килограм. Во цената на стоките е вклучен ДДВ и транспорт, велат од владата. Паралелно со ова, укината е одлуката за замрзнување на маржите за огревно дрво и пелети, која беше ограничена на 10%. Овие мерки се носат со цел да се ублажат последиците од светската енергетска криза, предизвикана од војната во Украина, како и да се заштити стандардот на граѓаните. Со 67 гласа за на пратениците од сите партии, Собранието ги донесе измените на Законот за здруженија и фондации, според кои клубови, фондации, здруженија, друштва нема да можат да се регистрираат ако со називот повикуваат континуитет на фашизам, нацизам и слично. Со 67 гласа за, исто така без против и воздржани, Собранието изгласа денеска идентични измени и во Законот за политички партии. Според Законот, политичка партија во Македонија не може да се регистрира ако со називот предизвикува и разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост, етичка нетрпеливост, нетолеранција, омраза, геноцид, ширење или поддршка на фашизам, нацизам, национал-социјализам и Третиот рајх, или повикува на личности настани од минатото поврзани со фашизам, нацизам, национал-социјализам и Третиот рајх. Ова е новината, бидејќи досега во членот 3 од Законот за политички партии ја имаше само оваа содржина. Програмата, статутот и действувањето на политичките партии не можат да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија, потикнување или повикување на воена агресија и разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост. Оваа забрана не се однесува само на називот на партијата, туку и на нејзиниот статут. Со законските измени на политичките партии им е оставен рок од 3 месеци од влегувањето во сила на измените да го усогласат називот, ознаките, програмата, статутот и целите со одредбите на овој закон.
Сдруженијето на новинари на Македонија и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници по повод меѓународниот ден за прекинување на неказнивоста на злосторствата против новинарите бараат од политичките партии веднаш да ги усвојат амандманите на кривичниот законник, со што ќе се овозможи поголема заштита на новинарите и медиумските работници. Во спротивно велат дека ќе го променат форматот на однесување и по нова година тој ќе премине во бојкот. Речиси година и половина чекаме пратениците во Собранието да се одважат и да се соберат за да ги изгласаат измените во кривичниот законник, наместо да се занимаваат со нивните бескрајни политички игри. Бараме тие веднаш да бидат ставени на дневен ред и да бидат изгласани. Во спротивно ќе сватиме дека слободата на новинарите, снимателите и медиумските работници не е приоритет на ова собрание, истакна председателот на ЗНМ Младен Чадиковски. Додаде дека усвојувањето на овие промени е од јавен интерес, бидејќи безбедноста на новинарите, како што рече, е се уште кршлива. Во 2020 година имаше 14 напади врз новинарите, од кои 8 беа врз новинарки, а само 2 се решени со судска пресуда. Во 2021 година од 5 напади 3 беа врз новинарки. Во 2022 година досега имавме 6 напади врз новинари и медиумски работници. Ова е само бројката која што е пријавена. Дел од колегите не ги пријавуваат нападите, што носи ризик од цензура и автоцензура. Информираше Чадиковски, кој потсети дека за разлика од политичарите кои добиле правда за случајот 27 април, новинарите се уште обесправени. Владата, согласно донесената измена за Законот за поштенски услуги во врска со одлагањето на либерализацијата на поштенските услуги до 31 декември наредната година, со цел подобрување на финансиското работење на АД Пошта, ги задолжи сите државни институции да ја користат универзалната поштенска услуга, односно, согласно измените на законот, им препорача и на сите општини и град Скопје да ги користат услугите на АД Пошта. Владата на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе одлука со која што се продолжува рокот за аплицирање за мерката за набавка на вештачки ѓубрива за есенската сеидба до 30 ноември. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, според најавата од Министерството, по завршувањето на аплицирањето, а најдоцна до крајот на годината, ќе треба да направи исплата кон земјоделците по основ на оваа мерка. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 24 степени, а минималната беше 6 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 22 степени, а утринската ќе биде 4 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.